Раритетно богатство се чува во Штипскиот завод и музеј. Овде на специјално место и во посебни услови се чуваат два најстари инструменти кои ја идентификуваат богатата македонска традиција. Станува збор за инструментите уд и канон, за оние кои се знае малку, но тие имаат исклучителна историска и културолошка важност. Потекнуваат многу одамна, но нивниот звук со векови се протега низ цивилизациите на повеќе народи. Од кој период потекнуваат овие два инструменти? Овие два исклучителни жичени музички народни инструменти потекнуваат од крајот на 18 век, кај нас во музејот како музички инструменти биле подарени во текот на 50-тите години на 20 век, тогаш кога се формирал и Народниот музеј во нашиот град. Како предмети се многу стари, значи можам да кажам дека канонот во нашите простори бил донесен од турските патувачки чалгиски групи и влегува во музичката култура на нашиот народ. Каде биле користени овие инструменти? Тие се употребувани најчесто во ансамблите, чалгиските ансамбли, значи со музика која што дава извонреден звук, нивната мелодичност е посебна и тоа се музички инструменти кои што представуваат една животна случка на луѓето кои што живееле на нашите простори. Самите песни кои што нели се пропратени со овие музички инструменти го одразуваат секојдневниот живот или некоја случка од животот на сограѓаните. Колку овие два инструменти сега се важни во современата музика? Има своја улога во современата музика, меѓутоа во современи контексти, овие инструменти генерално веќе не се многу застапени на територијата на Република Македонија, меѓутоа утот и канонот како инструменти си заземат во историјата, во музичката историја свое место и благодарејќи на одредени љубители на оваа стара музика, на овие стари инструменти, може да кажам дека и денес се негува овој инструмент и во својата стара форма, меѓутоа и како дел од посовремени состави кои ја негуваат старата музика, но вметнуваат нови елементи. Сепак овие инструменти се помалку се интересни за модерните музички создавања и реална е опасноста тие да бидат минато, а за нивната неверојатна улога да остане само сведоштва.